Почитувани, СДСМ и ЗАЕВ веќе 4-та година го уништуваат лозарството во Македонија. На почеток сме на бербата на грозје, а сталското грозје веќе се бери, а за 20 дена ќе се почне и со берба на винските сорти на грозје. Владата и оваа година целосно ги препушта лозарите во рацете на винариите да се играат со нивните судбини. Ако минатата година под изговор на ковид пандемијата ги спуштија цените на срамни 3 до 4 денари по килограм грозје, кој ќе биде изговорот на винариите поддржани од владата за оваа година, бидејќи нашите информации се дека откупот на винското грозје ќе биде уште покатастрофален од ланската. Почитувани граѓани, неколку пати досега јавно го прашав премиерот Заев и владата и на пресконференции и на пратенички прашања, и ниту еднаш досега не добив конкретен одговор. Па затоа и денес јавно ќе прашам: колку килограми на грозје се откупија минатата година за вино, а колку за вински дестилат? И колку залихи има во моментот на вино во винариите, а колку залихи има на вински дестилат? Одговор од премиерот и ресорното министерство не добивам, почитувани граѓани, бидејќи се сомневам дека се во тесна координација со винариите и заеднички работат на намалување на откупната цена на винското грозје со цел екстра профит на винариите, а сето тоа на грбот на измачените лозаропроизводители. Да го подсетам премиерот Заев, кога беше опозиционер во 2016 година, пред изборите дојде во Кавадарци и на еден од откупните пунктови ги гледаше во очи лозарите и ги лажеше, ветувајќи им дека цената на грозјето ќе се знае неколку месеци пред почетокот на бербата и дека лозарите веќе не треба да се грижат за откупот, нивно е само да произведат квалитетно грозје. Меѓутоа, Зоран не би бил Заев доколку си остане на зборот. Човек кој во текот на денот ги менува изјавите, можеме да замислиме колку му ја мисли за некои изјави и ветувања дадени пред 4 години. На крај, почитувани господа од СДСМ, станете од удобните кожени фотели, растрчете се по странските пазари, отворете ги границите за извоз на грозје и не им дозволувајте на некои олигарси да прават монопол врз лозарството. Доколку се случи откуп на грозје исто како лани, постои можност од масовни протести кои нема да бидат пријатни за власта, а на кои протести јас како народен пратеник ќе застанам во првите редови со намачените и измамени лозари.